Во Законодавниот дом денеска расправа за интерпелациите на петмината членови на Судски совет избрани од Собранието. Според образложението, во барањето гласање недоверба, интерпелациите се поднесуваат заради негрижа, нарушување на угледот на судиите и загрозување на довербата на граѓаните кон судството. Станува збор за членовите Весна Дамева, Павлина Црвенковска, Селима Деми, Тања Чачарова-Илиевска и Милјазим Мустафа. Седницата ја следи колешката Елена Ивановска-Муковска. Елена, пред малку почна седницата, поведи со извештајот од Собрание. Да, така е, Александар, ги кажат и дел од причините поради кои што претениците од владеачкото мнозинство побара интерпелација за 5 члена избрани во Собранието. Пред малку почна собраниската седница. Прв кој што говори, односно првата точка е интерпелацијата за поранешната председателка на Судскиот совет Весна Дамева, а пратеникот Сајковски од ВМРО ДПМН ги кажува, ги соопштува причините поради кои што владеачкото мнозинство бара, односно ја поднесе ова интерпелација. Весна Дамева е тука во Собранието и таа ќе има прилика да ги каже, да даде одговор, да ги каже причините поради кои се спротивставува на оваа интерпелација, но на почеток да слушнеме дел од говорот, односно изјава од пратеникот Сајковски. Ова иницијатива не е водена од политички, партиски или лични интереси. Ја поднесуваме затоа што работата на Судскиот совет изминативе години ги премина сите фази на достојно и прифатливо однесување. Вистинско прашање во нашата држава дали има некој што верува на судството, дали верува во правдата. Одговорот е во тоа што ние, почитувани, во сите анкети гледаме дека нашето судство има 2% доверба. Или никој не верува во нашето судство, иако има две страни, една што изгубила и една што добила. И тие што го добиле процесот не веруваат во судството, затоа што или платиле, или користеле политички врски, кои што доаѓаат, политички врски кои што доаѓаат од два штаба, кои што го корумпира и кои што го уназадија судството. Едниот штаб е во Мала Речица, а другиот штаб е на Бихачка. Александар, владеачкото мнозинство ги повика претениците од останатите претенички групи од опозицијата да ги поддржат, односно да гласаат за овие интерпелации. Од СДСМ уште вчера се огласија дека нема да учествуваат во гласањето за интерпелациите. Тие сметаат дека интерпелацијата ваква како што е представува упад во независната судска власт. Сметаат дека целта на власта е да го узурпира судството и да постави своји партиски лојални кадри и ја повикуваат власта да се посвети на реформската агенда, на реформите кои треба да придонесат за подобрување на судството. Во овие моменти, колку што можам да забележам, поранешната председателка на Судскиот совет Весна Дамева веќе застана на собраниската говорница, каде што ќе ги даде своите одговорите на интерпелацијата, затоа веројатно повеќе во наредното издание на вестите или на веб страната на телевизија Телма, но за крај да кажам дека освен интерпелацијата на Весна Дамева, за сега нема информации дали ќе дојдат другите четворица повикани од Законодавниот дом, но тие веќе се произнесоа во писмените одговори и рекоа дека немаат сторено никаква професионална грешка во своето работење, сметаат дека интерпелацијата е политички инструмент и дека се врши упад во власта, дека интерпелациите воопшто не се индивидуализирани за секој член посебно каде сгрешил и други забелешки, меѓу другото кажа и дека немаат намера да си поднесат оставки, а всушност власта најави дека ја поднесува оваа интерпелација за да изврши притисок врз нив да си поднесат оставки од кога ќе помина, затоа што интерпелацијата не значи разрешување.